Над 2 милиарди евра собрани во државниот буџет за една година, зголемување од 105 милиони евра во однос на претходната. Директорот на Царинската управа Бобан Николовски вели дека растот на приходите е резултат на зголемената ефикасност во работата, зајакнатите царински контроли и решителната борба против организираниот криминал и корупцијата. Поднесени се 181 кривична пријава против 307 физички и 99 правни лица, што е за 4,5 пати повеќе во споредба со предходната година, кога биле поднесени 42 кривични пријави. Николовски тврди дека ова се историски резултати за институцијата. Во примена е ставени Законот за измена и дополнување на Законот за царинска тарифа, во чија изготовка учествуваше и Царинската управа заедно со Министерството за финансии, со кој што се изврши намалување на 67 царински стапки за производи и суровини, со што значително се помага во секторите на автомобилската, металопреработувачката индустрија, металургијата и енергетиката. Целта е зголемување на конкурентноста на македонската економија. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска смета дека зголемената наплата ги зајакнува финансиските позиции на државава и создава стабилна основа за економски развој. Царинската управа во изминатата година јасно покажа дека може да биде сервис на државата, на граѓаните и на стопанството. Особено сакам да го потенцирам значајниот раст на увозните давачки кои покажуваат двоцифрена стапка на раст во текот на годината. Тренд кој започна уште во минатата година со доаѓање на новото раководство. Според премиерот Мицкоски, со напорна работа и домакински пристап, државата се гради системски, институција по институција. Граѓаните го препознаваат новиот пристап, знаат дека не ветуваме чуда, туку работиме секој ден, од рано наутро до доцна навечер, за да изградиме систем кој не зависи од партиски книшки, туку од правда, отчетност и еднаквост. Секако знам дека многу работи доправа не чекаат, свесен сум за тешкотиите што ги носи секојдневието. Покрај финансиските резултати, надлежните ги истакна и активностите во борбата против криминалот, модернизацијата на царинските процеси и напорите за зајакнување на институционалната ефикасност. Овие реформи треба да придонесат за зајакнување на економијата и стабилноста на државата.